Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Джелјо Хоџиќ. Джелјо Хоџиќ, граѓански активист, но и на маргините и владин функционер, скопјанец, рокер, активист, посветен борец за еднаквост, за право за секого. Интелектуалец, полемичар, колумнист, остар критичар на малиот милион деформации во ова наше македонско општество, посебно во државата и нејзините институции. Строг спрема партизмот, непотизмот, клиентелизмот, хронизмот, одскоро и активно и во политичките води, преседател е на партијата Демократска акција за Македонија. Многу труд за џабе или сепак нешто се движи во ова наша и многу и од нас самите напатена држава, ќе ни појасни во минутите натаму во ова интервју на Дистрикт. Джелјо Хоџиќ, добре дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. Благодарам на поканата, благодарам на убавата најава. Нешто погрешив, нешто ќе додадете, ќе извадите? Све одлична најава, само и официјалното име на партијата е Странка на Демократска акција. Другото е све коректно. Аха, да, добро. Странка на Демократска акција, преседател Джелјо Хоџиќ, од кога? Ние го направивме конгресот некаде лани, крај на јули, докато завршија тие примопредавања и некаде фактички од август сум во мандат таму. Идеолошки да погодувам центар, нели? Така, десен центар. Центар десно. Добро, Тоа е но вие народна лично партија. вашите ставови се поблиску кон левицата, колку што јас може вака од вашиот активизам да забележам или грешам? Во делот на демократизацијата на општеството, па се добива и таков впечаток. Значи, центар десно е идеологијата и на партијата, и лично мојата, посебно во делот на економските политики. Она што значи помала администрација, функционална администрација, помала интервенција на државата во економијата и слично. Да, останувам на ова. Денови имав овде во Дистрикт интервју со еден висок, да речем, представник на опозицијската ВМРО-ДПМН и кога на оваа тема проговорив каде е сега идеолошки партијата, тој рече дека сега се движиме кон позицијата десно од центарот. Се обидов да прашам од десно према центар или не од центар према десно. Ке се поклопите со ВМРО-ДПМН идеолошки или тешко дека тоа ќе се? Тешко, тука има една сериозна дебата, сега да не полемизираме со како господинот кој не е тука. Јас се плашам дека ВМРО-ДПМН во еден период беше центар десно партија, дека она сега избегана доста повеќе на десно и станува ултрадесничарска партија во делот на начинот на кој гледа на општеството, а во економскиот дел имаат еден сериозен проблем со идеологијата исто. Бевте за кратко чинам или уште сте заменик директор на агенцијата за... Уште сум. Веќе четврта година. Има ли функција тоа тело? Има. Што нивелира во државата? Има. Прво, гледачите треба да знаат и една до вас, таа агенција е формирана во она време кога беше активен нашиот пат кон Европска унија и кога беа познати оние бенчмаркови. Тогаш амбасадор европски амбасадор кој нас беше познатиот господин Ерван Фуере, голем пријател на нашата држава, и во еден од тие бенчмаркови стоеше дека Република Северна Македонија денес има сериозна потреба од една агенција која ќе ја подигне видливоста на помалу бројните заедници. Затоа што ние во суштина сме едно мултикултурно општество, а за жал тогаш се доби перцепција која се уште и влече дека во пракса сме една бинационална држава. Добро, моето прашање беше и од аспекта ние сепак не сме се уште членка на Европската унија, дека има потреба од оваа конкретна агенција секако, но во држава мала и со тој и економски потенцијал, ако сакате, премногу некако комисии, агенции, разни посреднички тела, независни наводно, нели, непартизирани и така натаму. Ако сакате, јас би се сложил со вас дека нашата администрација е прегломазна, преоптеретена и сметам дека во еден нареден период кога
ќе се посочи, кога ќе се фокусираме внатре администрацијата во тој дел ќе мора да биде опфатена во еден реформски зафат, да стане пофункционална. Пофункционална прво за граѓаните, пофункционална за бизнис секторот, пофункционална и да се стави во функција И на кога државата. малку ќе се цивилизираме сите заедно и ќе нема потреба тогаш од вакви посреднички Али агенции. во овој момент оваа агенција навистина треба да постои, таа ќе продолжи да постои затоа што таа е прво мала агенција, има околу 20 вработени луѓе, а врши една голема работа. Дава препораки, насоки за креирање на политики на владата и на релевантни Значи има и потреба и ангажмани и активности. За вас лично, на времето, ќе ме посетите кога, подготвувајќи се за емисијата Паналета, и на тоа не ми беше познато, сте дале оставка од собранието на Хелсиншкиот комитет. Каприцли во прашање некаков, нешто не ви поминало, па Не. малку и не... Не, тоа беше една непринципиелна ситуација кога дел од јавноста потпишуваше петиција против кандидатурата на Бени Шакири за директор во Младинскиот културен центар. Беше невкусно таа едно отворено писмо. Од страна на внатре се најде директорката на Хелсиншкиот комитет и уште една вработена. Немаше да биде спорно ако беа само со своето име и презиме, до нив беше додадено Хелсиншки комитет. И јас Тоа е злоупотреба на организацијата. и јас не можев да не реагирам, едноставно дадов оставка. Потоа, дури од после тоа, имаше обиди дека они за обиди да се исправат. Ама беше касно веќе. Не е лесно да се работи Не. и во Беше и во касно. граѓанскиот сектор. И таму има плурализам на мислење, на релации, на карактери и така натаму. Но моето прашање бидејќи вие сте долгогодишен граѓански активист. Има многу победи таму. Граѓанскиот активизам може да се пофали со тоа, но и доживува и многу порази. Каде е равнотежата тука? Се имали уште мотиви и сили веќе вас лично? Граѓанскиот сектор во тоа време беше еден двигател на позитивни промени во една тешка општествена ситуација. Да не беа граѓанските движења, ние немаше да го откриеме убиството на Мартин Нешковски. Тогаш исто се протестираше против поскапувањето за струјата. Па имаше еден период кога многу нагло се влошија меѓуетничките односи, бевме сведоци на оние тепачки по автобусите секој ден. Станаа граѓаните од сите етнички заедници. Така да граѓанскиот сектор донесе многу Некаков мали лакмус во Да, општеството, балас. и во тој момент беше еден двигател на едно критичко размислување за сите девијации кои го имаше во општеството и еден коректор и на власта и на општествените процеси. За она вашето Джелјо Хоџич, тезите на професорот асоцираат на тезите на, или така некако парафразирам, на Вучич, на Орбан и на таквите, ви се налутили професорот Мухич? Вие зборувате за оној текст кога господинот Ферид Мухич имаше една серија на настапи во кампањата за референдумот. Неговите тези беа против нашето зачленување во НАТО сојузот. Не знам дали се налутил, но гледачите треба да знаат дека тоа се однесуваше на тие тези за начинот на кој тој гледа кон Која НАТО добро го сојуз. разбрав од тоа што читав од него, дека е против било какви воени сојузи во таа смисла. НАТО сојузот е прво одбранбен, војно-политички и економски сојуз, не е само воен и е моментално еден од столбовите на кои се брани демократијата. Сега да проверам само дали контактирате со професорот и да прашам дали е член на вашата партија сега може. Не е член, али се видовме последен пат на 28 септември, многу љубезно се поздравивме. Ден на бошњаците одбележувавме во општина Чаир, беше и членот на председателството на Босна господинот Шефик Џаферовиќ. Во општина, на територија на општина Чаир отворивме еден споменик за сеќавање на жртвите од геноцидот во Сребреница.
тогаш последен пат сме се виделе и многу љубезно се поздравив. Многу жртви падна деновиве, веќе месеци нешто во Украина со руската агресија. Нормално нема да ве прашам за вашиот став кон тој настан или кон тоа случување сега кој за жал се уште трае, но можеше ли, ме интересира сега вашиот аналитички нерв, можеше ли да се превенира тоа? Дали е можно некој да ја навлече во Украина руската агресија од страна на Западот или како оцените овој чин? Ја знам таа теза дека Западот ја предизвикал реакцијата на Русија. Јас само прашувам што вие мислите, каде Мислам дека Русија имаше донесена одлука да изврши агресија. Мотивите се повеќе слојни. Првиот мотив е дека Украина е стратешки важна и за Европа и за Русија. Во делот кога Русија би се свртала кон Европската унија и би направила прогрес во демократските и во економските вредности, тоа веројатно би донело многу поголем стандард за живење во Украина. Нешто слично како овие балтичките држави, Естонија, Литванија, Латвија. Со тоа Москва не може да се помири? Да, мислам дека цивилизацијскиот однос, они имаат еден проблем со таквата цивилизација и не може да го поднесат. Ке беше проблем и за самиот Путин внатре да објаснува како во Украина се живее многу подобро, послободно и економски попросперитетно во самата Русија. Тоа е едната димензија. Може ли некако да се спореди со арапската пролет, со интервенцијата во Либија, например? И таму се живееше на високо граѓанско екзистенцијално ниво, и образовно, и здравствено, или неспоредливо е? Неспоредливо е затоа што слободата е многу поважна од економијата. Ако развиената демократија нуди и слобода на граѓаните, начин на размислување, критичко размислување, но нуди и економска сигурност и стабилност. Во таа мислам дека Русија влезе во една авантура во која се преигра, мислам дека е веќе поразена и мислам дека овој конфликт, за разлика од другите конфликти, нема простор за измеѓу нешто, нема простор за компромис. Некој ќе мора да биде поразен. Ако добро ве разбирам, вие насетувате некаков епилог. Може ли отприлике тајмингот да го предвидиме и која би била завршницата? Сепак ќе се случи зелена маса, веројатно. Што ќе се случи на таа зелена маса? Прво, обидот на Русија да воспостави своја клик-брицот на Русија не успеа во Украина. И тоа треба на сите да им е јасно. Од тој блицкриг се плашеше и Европа, се плашеше тука и Западниот Балкан и околните држави. И ние видовме на терен дека Русија не е толку доволно војно јака како што се предпоставуваше. Неспорно е со тоа оружје што го има дека таа ако сака може да сравни и Киев понака да не постои ништо. Се разбира дека тоа никогаш историски не би го простил, ниту е можно веројатно во менталитетот на било кој тоа да го направи. Уценувачката позиција на Русија во овој момент кон Украина, но и кон цел демократски свет е токму во ова што вие го зборите, дека они се поразени веќе војно, имаат големи жртви внатре, плановите не успеа за блицкригот и сега се во еден момент како да се повлечат назад, а Путин тоа да го представи како победа внатре во своето општество. И во овој момент единствената сила на Русија е уценувањето кон демократскиот свет. Јас сакам да кажам дека Русија не води војна само со Украина, туку води војна со целиот демократски свет. Америка посебно форсира, Западот ја снабдува Украина сега по разни канали со оружје. Тоа носи, каде води тоа? Носи кон мир или носи кон разгорување на војната и на нови жртви? Што е алтернативата на тоа? Алтернативата на тоа да се остават украинците и да Русија ја прегази Украина. Соединетите американски држави и Велика Британија долго време опоменуваа дека Русија се спрема за интервенција во Украина. За жал Европа и големите европски држави внатре како да не сакаа да го видат тоа. Како да беше и прашањето, Хоџич, што може да се предвиди? Кога ова лудило ќе заврши? Кој ќе запрат барем страдањата на луѓето таму?
долго сите аналитичари ќе ви кажат светски дека е ова една од најголемите светски кризи и дека ова може да избее дури во трета светска војна и дека се оди по многу тенка линија. Една од опциите е да во Русија се јави, да речеме, одредено незадоволство кон Путин. Втора од опциите да Путин биде свесен за поразот и да проба да најде начин да се извлече и да се представи себе си како победник. Но повторно ќе кажам, оваа криза е специфична затоа што или демократскиот свет ќе биде поразен од страна на една брутална сила, или обидот да се наруши демократскиот свет ќе биде поразен. Нема измеѓу тука. Да дојдеме на регионов, да се вратиме. Некаде прочитав за мал Шенген сте противник. Што пречи да се отвараат граници во принцип и да луѓето да не знаат каде им се границите, да си ги посетуваат туристичките места и своите блиски, пријатели, познати, а бизнисмените си го терат бизнисот. Без обврски, без не сум цари. противник во таа насока, туку во една друга. Имав јас текст кој се нарекува, кој беше насловен Мал Шенген, голема замка, и тој текст беше објавен на порталот Плюсинфо и беше доста критички кон оваа иницијатива, тогаш именувана како Мал Шенген, потоа преименувана во Отворен Балкан, од едноставна причина. На крајот од 2020 година во Софија, на самит на Берлинскиот процес, сите 6 држави од Западниот Балкан потпишаа една иницијатива за слободен пазар, која е многу и посуштинска и поширока од самиот Отворен Балкан. И во таа иницијатива беа и Босна и Херцеговина, и Србија, и Косово, и Црна Гора, и Македонија, и Албанија. Во иницијативата Отворен Балкан ние имаме само 3 држави. Македонија, Србија и Албанија. Останативе имаат одредени резерви. Берлинскиот процес беше подржан од Европската Унија и со средства. Сега, зашто ако веќе имаме една иницијатива која е поширока и го исполнува она за 4 слободи, слободата на движење на луѓето, слободата на проток на робите, слобода на услуги и слобода, нели, која беше четвртата слобода на на добра, веројатно, да, се едно. Така. Зашто една започната иницијатива не би се... Но еве, таа иницијатива тапкала во место. 3 земји од таа иницијатива покренуваат нешто друго и ги повикуваат сите да се приклучат. Практично на истото. Да. Само кој кој на кој аргументот, ако имаме иницијатива од Европската Унија, која сака и финансиски да помогне таа иницијатива, ние тоа да го одбиеме и да правиме паралелна иницијатива каде што сето тоа би го правиле и без пари. И ова Отворен Балкан беше подржан од Брисел, од Европски Брисел. Па добро, нормално дека ќе биде и не само од Брисел, и од Соединетите Американски држави. Они велат, ако вие не кете да направиме она што е внатре во Берлинскиот процес, еве направете го сами, ние секако ќе го поддржиме. Но, еве, вчера Еди Рама имаше средба со германскиот премиер, кој на средбата и на пресконференцијата му кажа дека очекува придвижување во Берлинскиот процес. Дојдовме на регионален терен плюс ова со Бугарија и македонските интеграции и новиот премиер, нели проевропски, не ќе успее да се справи очигледно со стариот модел на политичари во неговата влада. Има ли некакви шанси за време на ова француско претседателство нешто да се стори? Јас мислам дека има шанси и би ги окарактеризирал, ако сакате, вака во 50-50. И нашето општество, и бугарското општество создава отпор на она што беше договор меѓу Заев и Борисов, на договор за добрососедство меѓу Северна Македонија и Бугарија. Дури тој договор беше подпишан пред Преспанскиот договор. И за жал и во Бугарија уште повеќе се покажува една доза на отпор на
на рушење на еден зид помеѓу Македонија и Бугарија. Она што јас го знам и од изјавите и од кулуарите е дека премиерот на Бугарија има сериозна амбиција да го придвижи процесот. Заедно секако се гледа политичката волја и од наша Петков страна. ја покажа таа амбиција и со формирањето, како дојде, со формирањето комисии за да покаже и на двете земји, и на двете општества, на двата народа, но и на Брисел и на Вашингтон да им покаже дека е кооперативен. И нели и тој е сега разочаран од порите што Па имаше интересна изјава. Неговата последна изјава е без согласност на сите политички субјекти, вклучително и на опозицијата, не можеме да ја кренеме рампата за Македонија. Пред таа изјава имаше уште една друга интересна изјава дека проруските политичари се обидуваат да го нарушат. Дали се и тие под некаква стега таму? Апсолутно, И дека општество тоа тешко дека тоа влијание ќе се отрне за да може Македонија па да продолжи по европскиот пат. Апсолутно. Како што сме ние тука... Кому одговара нестабилен Балкан и неинтегрира Македонија? На Русија. Значи на Русија за ова истото што го зборевме во Украина. Тие сакаат да направат проблем во дворот на демократска Европа. И ние ќе треба повеќе да се отвориме кон Бугарија и Бугарија кон нас. Тоа е еден процес кој нема алтернатива. Еве сега да тргнеме Бугарија за еден момент на страна. Сите премиери од независноста до сега зборуваат за изградба на пругата кон Бугарија. Таа касни со децени. Ги слушам тие тези за коридорот 8 и така натаму. Но сакам да прашам, да, тоа е недозволиво, нели, на соседни држави. Но и од бугарска страна немало некој наплив на иницијативи тоа да се случи. И второ, може би економската логика не се форсирал затоа што и неисплатливо. Таква била после тој зид. Идејата за пругата е напротив од ова со економската логика. Но само ова, кога не би требало пругата да е проблем, бидејќи и во собранието и во декларацијата и така натаму ништо не се спомнува пругата и коридорот 8 или автопатот и така натаму. Се спомнува историја, се спомнува идентитет, се спомнува јазик. Во таа смисла прашувам дали е можно. Патот ќе се направи или нема да се направи, нели? Пробувам да зборам за начинот на кој или менталитетот низ кој се гледаат односите меѓу Македонија и Бугарија, токму со овие темите со кои се бавиме наместо со економија и со развој, се занимаваме со минато историја. Овие кочници кои дел од политичарите ги вметнуваат во односите меѓу Македонија и Бугарија и односите помеѓу општествата, затоа што ние не смееме само да се сведеме на односи помеѓу политичарите. Напротив, ние треба и културната соработка да ја развиеме. Ние ќе мораме економската соработка да ја развиеме. Идејата за пругата доаѓа баш од потребата економска. И тука е губитник и Бугарија и ние сме губитници. Втора работа, медиумското присуство и наше таму и нивното тука. Ние тука имаме канали од сите, бугарските канали се сведуваат само на шундот од турбофолкот. Добро, има сега националната телевизија со својот четврти канал, се пренесува тука, а во Софија никако се уште да пробие македонската национална телевизија. Мора продемократските политичари и во Република Северна Македонија и во Бугарија да се разбираат повеќе помеѓу себе и да си помогнат едни на други за да ги откорнат кочниците внатре во општеството кои рековме дека се под руското влијание. Цените ли дека тој процес се отпочнат сепак и во бугарското општество, дека попушта тие стени? Да, апсолутно да. Политиката за жал е таква на Балканот. Она што јас мислам дека во моментов е проблем натре кај Петков, тој е оценуван од партиите повеќе за лукративни причини отколку идеолошки. Чео Хоџич, ај кај нас што ни се случува, се иселија младите, кој ќе остане? Не знам, кој ќе гради пруга за Бугарија или мостови на пријателство? Сите се преку границата и не се ни во Бугарија, туку се на запад. Еден од најголемите порази на државите на Западен Балкан е иселувањето и посебно иселувањето на младите. Кај младите, кај луѓето воопшто, али посебно кај младите има две вродени
секогаш потреби. Првата е потреба за слободата и втората е потреба за кариерно стварување во кариерите кои се прават. И за жал, овие простори не нудат многу опции во таа насока. Човекот е најголемиот ресурс на едно општество. Ние сведочиме во светот, да речеме, држави како Јапонија или Финска, кои не се многу природно богати со природни ресурси, се богати со образование. Со богати со образование и човечкиот фактор или човекот како најважно богатство на едно општество е ставено во функција на развојот на општеството и се вложува на среден на долг рок во човекот, што за жал кај нас не е случај. Оваа битка ќе мора да се добие, не може да се добие со популистички мерки. Затоа што на крајот и иселувањето не е само ради материјалната безбедност. Кој да ги спроведе тие рационалистички мерки? Општеството, нашето општество ќе мора целокупно да влезе во еден процес да отвори Пандорината кутија кај нас внатре. Да отвори Пандорината кутија за ова што го спомнавме јас и вие на почетокот, администрацијата. Да отвори Пандорината кутија за подобро образование, за подобар здравствен систем. Има ли општеството политички капацитет да ги покрене тие механизми како двигател на промените? За жал, ние гледаме дека дел од општеството е насочено кон овие деструктивни елементи, антидемократски и антицивилизацијски. Тоа значи процесот на иселување ќе си продолжи. Ќе си продолжи, се додека во оној момент. Втора работа. Овие реформи се долгорочни. Никој реално не може да ви очекува дека во краток рок дека вие ќе можете да го сопрете тоа. Напротив, и кога кажувам целото општество, значи целокупниот човеков материјал што го има Република Северна Македонија ќе треба да се стави во таа функција. Заеднички да се донесе една комплетна голема реформа на образованието и да речеме или на здравството или на создавање на една функционална администрација. Знаете како, нема да го дочекаме моментот Македонија да стане богата држава, па тек тогаш да гради подобро образование или подобар здравствен систем. Треба да почнат чекорите во тој правец, но напротив, инвестицијата во подобро образование, или инвестиција во подобар систем на труд и социјална заштита. Но тоа предпоставува ќе донесе богата држава понатаму. Значи мора да се смени таа логика во нашето општество. Но тоа предпоставува некако елементарно единство на сите политички и општествени фактори во државата. Го немаме, еве пописот, го немавме со години, пропадна 2011-та. Сите по тоа барае попис, сега сите го критикуваат пописот. И вие вклучително, како политичка партија, или грешам? Ние не го искритикувавме, напротив, се израдувавме резултатите од пописот и Европската комисија го поздрави исто објавувањето на резултатите од пописот, но аналогијата ви е многу добра. Ако ја земете атмосферата во која се направи пописот кај нас, кажува во каква политичка атмосфера ние делуваме. Од една страна ја имавме пандемијата, која однесе многу жртви и создаваше проблеми за работа на терен, додека се организираше пописот, но од друга страна многу ултрадесничарски и ултралевичарски партии кај нас создадоа една тешка атмосфера. Се политизираше И на еден популистички начин се оспоруваше процесот на пописот. И сега, ако вие ги слушате тие популистички партии од сите етнички заедници, ние ќе испадне дека во држава треба да имаме 5 милиона луѓе и дека секој некого украл. Ние не видовме здрави аргументи против пописот. И дополнително, секој нормален има потреба од попис, затоа што државата мора да креира. Сега сте претседател на политичка партија, значи активен чинител на како се вели, на највисокото ниво на политичките збиднувања во земјава. До кога вака, условно да речам, простете на терминот племенски, ќе се гледаме едни со други, како ќе градиме едно општество за сите? Додека не се подигне свеста, а свеста се подигнува на повеќе начини. Да речеме, вие сте сведоци дека една од партиите која активно учествуваше во
тогаш промена на уставот и прифаќањето на рамковниот договор, сега пробува да наметне една зелена агенда. Успешно, неуспешно, тоа е друга работа. Една од работите и од реакциите на после пописот кој беа неколку дена, покажува дека веќе и на обичните граѓани име преку глава од етничко делење в нас. Се граѓанизираме полека? Полека се граѓанизираме, тоа е еден поширок процес. Од една страна луѓето разбираат дека главни проблеми, тоа го наметна и кризата, и оваа економската криза сега која доаѓа и короната, дека ние во суштина имаме други посуштествени проблеми од оние кои се кои ги наметнуваат популистичките партии и да ги гледаме само низ етничка призма. Јас не би да подценам потребата да сите граѓани внатре... Генерално јавноста се замори малку од тие етнички теми. Така е, да. Луѓето бараат екзистенција, бараат да останат тука, да не патуваат надвор. Се замори јавноста и има еден друг феномен каде што да речеме доста граѓани од други етнички заедници гласаат веќе за политичари од сосема друга етничка заедница. Со заминување на Заев, замина едно општество сите или нема враќање назад? Тоа е еден квалитет кој меѓу другото го имаше донесено Заев, али тој не смее да замине. Македонија, ако сака да биде модерна демократска држава, развиена, концептот едно општество за сите нема алтернатива. Можеш ти да го именуваш другачие, можеш да го кажеш концепт на еднакво општество, или јас сакам да кажам концепт на општество на еднаква шанса на секој граѓанин, без разлика на социјалните разлики, етничките разлики, верските, политичките и така натаму. Тој концепт едноставно нема алтернатива и е нешто што исто така ќе треба да добие дополнителен ветар во грб во следните години, за да го ствариме ова што го зборувавме, да отвориме Пандорината кутија веќе внатре, кога сме влезени во НАТО, нашите граници се веќе обезбедени, никој веќе не зборува за подело на Македонија, и сега е време да изградиме функционална држава. Имаме уште малку време, но ќе дојдеме подолу до уставот. Многу ме интересира вашиот суд за тоа. Сакам сега да ја прашам околу предвремени избори, дали се сега нужни со оглед на фактот дека парламентот веќе подолго време не функционира. Македонија, како и многу држави, е парламентарна демократија. Кога таа основна алатка не функционира, што може да очекуваме натаму? Дали изборите предвремени би биле некаков лек? Ние не сме функционирале и во ситуации кога одредена партија имала двотретинско мнозинство. Не се лекот вонредните парламентарни избори и некаква прегрупација внатре на силите. Тука е напротив ова што го зборевме претходно. Во смисла на обединување, јас помислив, не на прегрупација. Едно демократско созревање ни е потребно на општеството со цел да разбереме дека и една партија да има само 80 претеници, ќе мора да го вклучува во развојот целиот потенцијал човечки кој го има општеството. Втора работа, мојата теза зашто нема да има парламентарни избори. Ние влеговме во серија на парламентарни предвремени избори во 2008 година, кога Македонија во Букурешт го доби ветото за членство во НАТО. Па потоа беше 2008, 2011 предвремени избори, 2014 и 2016. Таа приказна е веќе отклонета. Значи, прво политичка култура. Политичка култура основно, подигање на дури ако сакате и комуникацијата, не? Меѓу другото луѓето се заморени преку секојдневните соопштенија од партии. Тоа сакав да дојдеме до тоа, за да ве прашам ова што вие сакавте да го отворите. Јас малку ве запрев. Околу уставот се повеќе се зборува за потребата уставот да се отвори, да се уредат некои работи. Дали сме подготвени ментално да го отвориме уставот? Да ја трнеме можеби преамбулата, можеби нови символи, можеби Македонија да влезе во едно ново време со еден нов дух, европски, цивилизацијски, развоен. Една држава за сите и едно општество за сите во таа насока уставно регулирано. Можно ли е тоа? Мислам дека е можно, али сакам да кажам дека треба да учиме прво на грешките. А потоа сакам да кажам дека има и една доза на оптимизам. Прво, ние сгрешивме таму на почетокот кога станувавме независна држава. Ке беше многу полесно за сите ако Македонија во старт се дефинираше како граѓанска држава.
и денеска немаше да имаме многу од овие проблеми. Но тогаш еуфориите национални, да не речеме националистички, беа во многу крајности, тешко може да се соберат во Се центарот за слагам, кој сега пледираат сите. Се слагам гледат, и затоа ние ја плативме цената И ја плаќаме. и ја плаќаме уште. Сега, втора работа. Ние во 2001 имавме, фала Богу, мал конфликт кој се заврши и кој заврши успешно. Денеска рамковниот договор е меѓу другото столб и на безбедноста на државата, но и нешто што на нас ни овозможило европската приказна. Може би и примери за други држави, па Апсолут, кризни подрачја, па апсолут. вклучувајќи ја и Украина, ако сакаме на некој. Значи, рамковниот договор е еден договор кој е позитивен и кој секако во сотек на време некои работи ќе треба да се менуваат, но една позитивна приказна за државата која на нас ни го овозможи европскиот развој. Сега околу дозата на оптимизам зашто на нас ни е потребна. Пред 4-5 години или во онаа криза кога ние бевме во една голема општествена криза 2016 па беа бомбите, па никој не верува во институциите и слично, никој не веруваше дека ние многу брзо ќе влеземе во една трака каде што ќе го решаваме спорот со името Грција. Во тој момент тоа изгледаше незамисливо. Јас сакам да верувам дека ние имаме едно тивко мнозинство во општеството на граѓани кои се созреани и на кои им е потребно да се смират политичките тензии, посебно овие кои ги предизвикуваат популистичкиве партии и да дојдат до израз на она што сите го велиме. Македонија е во природа мултиетничка држава и имаме потреба сите да си ги решиме заеднички проблеми. Сега ќе ве прашам на крај на емисијата, како претседател на политичка партија, рековте десно од центарот, на наредните избори и како мала партија, ќе коалицирате со некој од големите и предпоставувам идеолошки, тоа би било со ВМРО ДПМН или препретенциозно и препровокативно ова прашање? Не е провокативно, има многу здрави одговори на ова прашање. Ние коалициравме на локалните избори со СДСМ. Затоа што во овој период се остварија доста од правата кои следуваат по устав и закон, ги подобривме правата кои ги... Од таму беше моето прашање, кои но сега ги ВМРО регулат. ДПМН се приближува кон вашата идеологија повеќе. Не верувам затоа дека се приближува и тоа ќе го оставам во еден момент кога да ќе покаже имаме времето. кога ќе имаме некоја дебата да ги дајме аргументите. Она што е важно, јас мислам дека ќе коалицираме со оние сили кои се продемократски, прозападно ориентирани и кои на Македонија ја одржуваат на патот кон Европската унија и го зацрстуваат нашиот успех за членството во НАТО. Така, сега сте преседател, веројатно тука ги исцрпивте вашите амбиции или имате и други планови на личен план? Ќе продолжите да пишувате со граѓанскиот активизам, можеби на работното место имате исто така веројатно одговорни обврски околу нивелирање на тие, како би рекол, емотивни етнонационални пориви кои уште како гейзери избиваат понекаде. Што ви се плановите за блиската иднина? Амбицијата е да ја реформираме партијата, да покажеме дека една партија, како вие велите, помала може да понуди решение за нашето општество. Да, малите обично велат идеите се важни. Идеите се важни, да го покажеме овој момент на инклузивност на она што се нарекува критички умови во нашата држава. Тоа е мојата амбиција и секако амбицијата е да СДА Македонија повторно се врати во собранието и биде парламентарна партија на следните парламентарни избори. Дистрикт, Цил пред студио, Джелјо Хоџич, ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш на поканата.